Во ова издание, денес блокади наместо вообичаените протести против францускиот предлог. Стеј департментот во изјава за Гласот на Америка повика на воздржување од насилство. Почина поранешниот премиер на Јапонија Шинзо Абе, откако беше застрелан на предизборен собир. Околу 2,5 милиони украинци се вратиле во Украина да помогнат во обновата, објавија Обединетите нации. За ова и повеќе во продолжение. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Амбасадорката на САД во Скопје Кейт Брнс во отворено писмо до македонскиот народ, меѓу другото реч, цитирам: "Донесовте тешки одлуки со очекувања за напредок. Сега треба да донесете уште една, токму заради предизвиците со кои се соочивте и оние со кои може да се соочите во иднина. САД ве охрабрува да продолжите по тој пат со сегашниот предлог за пристапување во Европската унија." А денес, освен во Скопје, протести има и низ државата. Блокирани се булеварот пред владата, превојот Плетварка и Прилеп и регионалните патишта Велеш, Тип и Струмица Радовиш. Протестите ќе продолжат в недела во 19 часот, а како и досега, појдовна точка ќе биде зградата на владата. ВМРО ДПМН ја повика владата да го одбие францускиот предлог и да го слушне гласот на народот, а не да се обидува да ја префрлува топката кај пратениците во собранието. Стеј департментот во изјава за Гласот на Америка на македонски рече, цитирам: "Го признаваме правото на граѓаните мирно да ги изразат своите позиции и ги повикуваме сите да се погрижат ваквите протести да се воздржат од какво било насилство. Северна Македонија ги постави темелите и сега е време да се придвижи напред кон следната фаза во процесот на пристапување." Владата вчера ја испрати преговарачката рамка во собранието на разгледување и донесување заклучоци. Претходно, францускиот председател Емануел Макрон рече дека достоинството на македонскиот народ е стекнато и никогаш нема да биде доведено во прашање. Поранешниот премиер на Јапонија Шинзо Абе, една од најстакнатите јапонски повоени политички фигури, почина откако беше застрелан во градите за време на предизборен говор, соопштија тамошните здравствени власти. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен, кој присуствува на самитот на Г20 во Индонезија, рече, цитирам: "Ова е многу тажен момент." 67-годишниот Абе починал во болница во градот Нара, откако бил застрелан со како што изгледа рачно изработен пиштол. Абе говорел на мал настан на кампањата на улица пред железничката станица во градот Нара, источно од Осака, во околу 11 часот и 30 минути по локално време, кога маж се упатил кон него и испукал 2 истрели. Убиецот 41 годишен маж од Нара е приведен. Се вели дека човекот кој државната телевизија го идентификуваше како Тецуја Јамагами служил 3 години во јапонските сили за самоодбрана. Човекот е рекол на полицијата дека е незадоволен од Абе и дека сака да го убие, велат од таму. На снимката од покањето се чини дека на улицата било пронајдено слично оружје во кутија со 2 дебели цевки, откако наводниот стрелец бил приведен. Медиумите објавија дека оружјето најверојатно е рачно изработено. Јапонија има многу строги закони за оружје кои го прават речиси невозможно да се купи пиштол. А рускиот председател Владимир Путин денес предупреди дека руската офанзива во Украина само што почнала. Тој ги обвини западните сили дека ги подгреваат непријателствата. Сепак Путин вели дека е подготвен да има мировни разговори. А Обединетите нации објавија дека околу 2,5 милиони украинци се вратиле дома од почетокот на војната. Гласот на Америка разговараше со жителка на Суми. Жителката на Суми Ирина Мартиненко го поминала изминатиот месец учејќи како да пука со пушка и да дава прва помош. Пред војната таа им помагала на луѓе да изнајмуваат кануа и даски за веслање и да го планираат нивниот одмор во Украина. Во Суми овој тип на бизнис е сезонски, па во декември 2021 година заминала во Полска на работа. Таа била таму кога дознала дека Русија ја нападнала Украина. Никој не можеше да работи или да направи било што. Сите беа залепени за нивните телефони, одеа наоколу и плачеа. Уште на првиот ден од војната Мартиненко сакала да се врати во Суми, но нејзините пријатели ја рекле дека градот е блокиран и дека тоа е практично невозможно. Мислев што можам да направам овде, како да му помогнеме на Суми. Заедно со другите жители на Суми во Варшава, Мартиненко почнала да собира лекови, прехранбени производи и облека за тамошните луѓе.
Во април таа решила да се врати. Наприкінці квітня я зрозуміла, що Решив дека е време да се вратам дома, уште повеќе затоа што сите мои роднини, моите родители, брат ми, сите останаа во Украина. И посебно што моето куче Тусја ме чекаше таму. Таа се упатила дома со нова тетоважа на која пишува "Добра вечер, ние сме од Украина". Фраза што гувернерот на регионот на Миколаев, Виталий Ким, ја користи за да ги отвори своите популарни видеорепортажи, а стана символ на украинската храброст и единство. і вони з'явились дуже багато на футбол. Додека бев во Варшава, немав шанса да купам таква мајца, па си направив тетоважа. И сега имам мајца што никогаш нема да можам да ја соблечам. Відчуттям це зовсім Чувството е многу различно во споредба со тоа како беше порано. Градот живее поинаков живот. Постојан звук на сирени, звуци на гранатирање. За секого е страшно, но тоа е мојот дом. Тука е мојот живот. Мартиненко планира повторно да почне со работа во туризмот кога тоа ќе биде можно. Исто така сонува да отвори расадник, така што нејзиниот дом ќе изгледа убаво и зелено како некогаш. А од другите вести во Македонија, експертите бараат промена на изборниот модел. Мики Трајковски. Сите политички партии, како и нивните помладоци, декларативно се за промена на актуелниот изборен модел и за воведување на нов со отворени изборни листи, иако досега нема напредок на тој план, вели Масар Жаку, кој од 2020 и 2021 година бил мобилизатор на заедницата во рамките на проектот Подршка на изборни реформи, спроведен од Националниот младински совет на Македонија. Според него, со постоечкиот изборен модел се фаворизира волјата на одредени групи во политичките партии и на нивните лидери. Се оди по волја на определени лица или определени таргет групи што сакат да одлучуваат кој ќе биде пратеник, кој нема да биде, или советник. Со актуалната ситуација, представниците немат одговорност према граѓаните. Туку имат во таа група или во тој човек што имат одлучено за да биде тој носител. Изминатиот период повторно се актуализира ова прашање, а најгласни за промени се помалите политички партии. Некои се за пропорционален модел со една изборна единица без изборен праг, други пак да има 3, 6 или 120 изборни единици. И во Европска Унија најголем дел од државите воведуваат изборен модел со отворени листи. Бојан Кордалов од Институтот за добро владење вели дека воведувањето на една изборна единица значи подобрување на изборниот процес. Една изборна единица значи дека конечно би се ставило крај на можноста било која политичка партија да има апсолутна власт во Македонија. Жаку смета дека со воведувањето на изборен модел со отворени листи повеќе нема да има пратеници и советници во локалните совети со по неколку мандати како досега. Значи, со воведување на изборниот модел со отворени листи, граѓанинот ќе стапи лично, ќе окружи број 15, број 20, со што тој представник утре ќе дават отчет према гласачот директно, не према лидерот или према тесната група. Односно ќе даде примат на луѓето наспроти политичарите кои се чувствуваат дека кога ќе завршат изборите имаат право да им кажуваат на граѓаните што да прават, а не обратно, како што вели демократијата, дека граѓаните се тие кои што ги бираат своите избраници и власт. И председателот на државата Стево Пендаровски неодамна рече дека изборните реформи се исклучително важно прашање. Генерално, мојата подршка беше за создавање на пропорционален изборен модел со отворени листи, ова намерно го нагласувам, кажем подолу зашто, како и намалување на бројот на изборни единици на целата територија на државата. Во Република Северна Македонија од 2006 има изборен модел со затворени листи со 6 изборни единици. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Овде е крајот на денешните вести. Благодарам што не гледавте. Пријатно.